породната земја и желбата конечно да се соберат сите парчиња од животот на едно место, особено оние кои недостасуваат од најраното детство, беа единствен мотив за околу 200 деца бегалци од Егејска Македонија, кои решија да истраат во обидот да се премине најнепременливата граница во нивниот живот и да се заигра првото заедничко орово воден. Само овие успееа. А градот Воден во Егејска Македонија, Северна Грција, ги прими своите деца во прегратките, давајки им барем мала утеха за изгубеното детство и распарчениот живот по тугите држави и континенти. Колку што има вода протечено низ водопадите на Воден во изминативе 50 години, толку многу солзи се пролеани за трагичната судбина на сега веќе овие возрастни луѓе и за екзодусот што им се случи во далечната 1948 година, кога беа протерани од своите родни огништа. Околу 30.000 деца на возраст од 2 па до 15 години, боси, гладни, со солзи во очите и без мајчински прегратки, мораа да ја напуштат Егејска Македонија за да го избегнат виорот на граѓанската војна во Грција и смртта, која што, доколку останеа, беше неминовна. Во Герман се собраме на Црничето и мајките, децата и носеа. И многу плачеа кога се разделваа од мајките. И мајките ма молеа, децата ти даваме да ни гледаш. И големо имаше плакање таму што се жала и мајките по децата и децата од мајките што се делеа. Сетне заминаме границата и земев децата и шурваме низ планина, низ Ормано. Тешко му беше и на децата, тешко и нас ни беше. Шурваме во Дупени. Таму ни сретна на река, беше замрзнато по камчината, децата ја газеа, си цапа. Шурваме во селото. Таму се собраме сите, излегоа ни пречекаа селаните, ни снестија децата, беме 2000 деца.
ни сместија децата и јаска со 10 деца ојдов при Филипа Туџаро, таму осунаме. Сите деца беа префрлени во источноевропските земји и во Југославија, а тие што имаа роднини во Канада, Америка и Австралија, заминаа во овие далечни краишта. Брати и сестра, не ми се познале. После 40 години, од 30 јуни до 3 јули во 1988-та, по идеја на Лена и Васил Панџарови од Торонто, во Скопје, Република Македонија, беше организирана првата светска средба на децата бегалци од Егејска Македонија. Марика, родена Калина, сега Маглешева, од село Прекопана. Можете, еве да го видите, тоа беше нашето село 32 година сликано. А ова е денеска так нашето село и мојата родна куќа, само куп камења. Имав некоја среќа да одам, да го видам и повеќе да се возбудам, повеќе тага да добијам во себе. Татко ми погина како грчки војник во 41 година и мене како првенче не ме виде. Но он се борил за слободата на грчката земја, а тие грци 48 година мене ме прогонија од мојата родна земја. Денеска живеам за среќа од другите македонци што се подалеку од оваа наша земја македонска, во Македонија, во Струмица. Нема многу што да кажам, бидејќи светот ја знае нашата мака. Само еден повик до грците, нека веќе го заборават тоа што минат. Нека не пуштат сите македонци да влеземе, барем да се ја видиме родната грудка. Јас бев некако некој да оди мајка ми, да оди сестра, брат, роднина, да се ја видат само својата земја. Еве, јас сум овде на првиот ред од сликава. Се препознав себе си затоа што ова слика ја имам добиено кога бевме сликани и успев да ја пратам на мајка ми сликата со стрелка на самата глава овде, назначувајќи на сликата дека мамо, јас сум твојата ќерка Донка Пискачева, што ми е смешно сега кога ја читам. Помислив дека она нема да ме препознае, меѓу толку деца, сите еднакво облечени во униформа. Ние сме 3 сестри, двете бевме во дом,
Татко ми загина 44-та трагично мачен и стрела во селото Сетина од Егејска Македонија. Ќерка сум на Михајло Пискачев, познат како голем револуционер. Мајка ми беше партизанка, задржа тамо 48 година да помага во крајните години на нашата граѓанска војна. Така во домот имавме едно убаво дејство, мислам, згрижени, не гладувавме. Гледајќи ги сликите, гледам еден стварно убав живот со сите удобности во домовите, али нас не недостасуваше. Најважното, ние немавме топлина од нашите мајки. Кога дојде прв пат мајка ми во Бела црква, меѓу првите мајки да ме посети, она рече дека не е изванредно, дека она живее мизерно во една шупа и дека не е во можност од која се врати, дојде она во Југославија да не земе. Ја молев на коленици, мамо, молим те, земи ми, и јас сакам со тебе да бидам. По секоја цена сакав да се вратам, да ме земе мајка ми во таа шупа кај што она живеа. Сум Миле Богданов, село Бабчо, родом во село Бабчо, 42 година, 48 година заминав за во источните земји. Денес се видов на една фотографија дуга. Еве, јас сум тука. Јас патував со детка ми Василка, таа беше одговорна на мајка на групата, кој доме во Синаја, се разбира, немавме пари, немаше да пари, си го продаде кепторо и направи една слика. Таа беше цела купна група, дечиња што беме цела група. Си продаде чорапите, везани чорапи. Бабчорски чорапи. И ја купи ваа слика. Ето, ваа е само слика што ја имам од моето детство, од младите години. Тетка ми тука е во Скопје и која 83-та година, која видов тетка ми прв пат, после заминувањето од Руманија во Австралија, ми ја подари слика. А и денес плача и не може да прекине. Едно детство загубено. Вие се најмалите деца и сите се сираци без мајка или без татко. Само јас и Коле Кочов, како знам јас, што сме со мајка и со татко, другите се сирачиња. А кој се да ви кажат, лично не знам, али тетка ми знае, тука во Скопје. Една голема трагедија, што ги ја помна до крај на мојот живот, што не може да забравам ваа слика и моето детство. Обидот да се помине границата при првата светска средба на децата бегалци од Егејска Македонија во 1988 година не успеа. Иако со канадски, американски и австралиски пасоши, сите македонци, деца бегалци, беа вратени. Десет години подоцна, односно од 15 до 19 јули 1998 година, повторно во Скопје, Република Македонија, се одржа втората светска средба на децата бегалци од Егејска Македонија. Иако времето оставило видни траги на нивните лица и коси, желбата да се сретнат заедно сите и уште еднаш да пробаат да ја поминат најнепреминливата граница во нивниот живот, беше посилна од се. Со полагање на цвеќиња пред споменикот на децата бегалци во паркот Жена Борец во Скопје, започна оваа по се толку значајна средба.
Во музеот на град Скопје пак беа изложени околу 200 документарни фотографии на кои беше прикажана голготата на македонските дечиња и нивното згрижување по домовите низ источноевропските земји. На изложбата, на чие отварање присуствуваше и председателот на Република Македонија, Киро Глигоров, беше промовиран и златникот со символот на средбата, како и новата песна «Не заборав» од Бранко Ѓоргиевски, посветена на 50-те години непокор. Свеченото отварање на втората светска средба на децата бегалци, на која присуствуваше највисокото државно раководство на Република Македонија, се одржа на Скопскиот саем.
Еве што, меѓу другото, во поздравниот говор до гостите истакна председателот на Република Македонија Киро Глигоров. Измина, драги наши, 50 години откако гонети македонци и македонки од Егејска Македонија, заедно со вашите мајки, браќа, сестри, моравте да ги напуштите родните огништа. Еден цел човечки век. Живеете далеку од родните места. Дење и ноќе со мислата за својата татковина Македонија, за домот, за селото, за егејската питомина, со споменот на родителите, братот, сестрата и камбаните, и се разбира гробиштата. И да порачам, никаде да нема војни, насилства, дискриминации, етнички чистења. Судбина која вие најдобро ја познавате и ја доживеете. Но за жал, во исто време сме сведоци дека ви и натаму и по половина века сте расеани по сите меридијани на светот. Принудени сте постојано да се борите за своите елементарни човечки права. Поговорот на председателот во забавната програма беше изведен и ораториумот Деца на Македонија, чиј композитор е Стојче Тошевски. Вториот ден од средбата започна со премиерната проекција на документарниот филм In Continuo во режија на Трајче Попов, снимен по сценариото на Кузман Георгиевски. Иако готово за проекција уште пред 10 години, прикажувањето на ова филмско остварување на Трајче Попов беше оневозможено од тогашните прилики во земјата. Оваа политика на протерување на македонското население и колонизирање на немакедонско население, грчката држава ја спроведе искористувајќи ги максимално поволните историски услови што се создадува во периодот од 1913 до 1919 година. Во периодот на Првата Балканска војна, покрај муслиманското и македонското население беше под силен политички, економски и психолошки притисок од страна на грчките војски. Со Втората Балканска војна размерите на оваа политика на геноцид порасна и добија силен антимакедонски карактер. Имајќи полно сознание за значењето на новата војна, што ја решаваше судбината на нацијата, пишуваше Маркезинис, стапивме во неа со поголема омраза и фанатизам. Злосторствата на грчките војници, палењето градови и села, јавни и колективни силувања, масовни убиства, зедоа толкави размери што пред грчкото воено злосторство почна да се колеба дури и мајчинското чувство. Многу мајки, констатирале членовите на Карнегиевата комисија, ги губеа децата, оставајќи понекогаш едно со надеж да го спасат другото. Злосторствата на грчката војска ги обелоденија и писмата на грчките војници што паднаа во рацете на бугарската војска. Ние ги изгоревме селата како што ни беше заповедано. Ги убивавме младите. Следеше во едно писмо. Тоа што го правиме е неописливо.
Тоа е една касапница и Господ знае до каде ќе стигне. Се велеше во едно друго писмо. Во периодот на Балканските војни, грчките војски запалија 160 населени места, разурнаа расцутени македонски градови, Укуш, а 16.000 македонци побараа спас во Бугарија. Оваа политика доби посебен интензитет во Првата светска војна. На згрметото дрво се сече, останува со празнината што зјапа, со испружени раце, од кои се одлепијат децата во плач. Јас сум од село Чересница, баш од Бичо. Од Бичо сум и на 48 година во месец март ме собра од селото и заминавме во растурена колона дечињата, 74 дечиња од нашето село. После време, во ношно време одеме, зашто артилеријата и авионите стално не напаѓаа и беше март, студено беше, на нашиот Бич имаше веќе снег. Толку мразно беше што имаме ние такви ресени веленцина, малите деца ги ставаме на веленцината, а ние поголемите ги држевме и ношно ги водевме. И стигнав на Корешчата, проминавме преку Руля, Бошчима и стигнавме пред Желевските кори и се скриевме. Во сите овие земји, со несебично залагање на црвениот крст, децата се припатени, згрижени и воспитани како сопствени деца. Во сите социјалистички земји, македонскиот јазик е воведен во наставата и на македонски јазик се публикувани буквари, читанки, списанија и разновидна литература. Започна обиди за создавање македонска литература, а се предаваше и историја на македонскиот народ. Меѓутоа, мобилизацијата на околу 1200 деца на возраст од 14 до 15 години од овие земји, што ја извршија органите на привремената влада на Грција и ги вратија да гинат на боиштата, остава голема црна дамка која со ништо не може да се оправда. Ова е четата која мобилизира за партизани. Тука сум јас, Томе Риштовски, Никола Калиновски, Кочовски, Пане Петерски, Светко Василевски, Трајко Кочевски, Александар Ристевски и други наши. Таа е четата од Преспанската чета. Овде се пред да тргниме за мобилизација, иако имаше поголем број грчиња во возраст, наша возраст, но не беа тие мобилизирани, а македончињата беа мобилизирани од 15 години до 13 години имаше некој помал. Во 1956 година мнозинството од децата се врати во слободниот дел на Македонија, во Социјалистичка република Македонија, а дел замина во прекуокеанските земји, во Канада, Австралија и Соединетите Американски држави, кај своите родители или роднини. Се извинам да ве прашам нешто. Од каде сте вие дојдени? Јас сум од Битола. Што мислите за филмот? Прекрасен. Што може да се види создањето на децата бегалци. Видев многу работи кои што со обично око не може да се видат. Видов познати личности, познати факти, документи. Видовме наши роднини, пријатели, дали од нашите предци, родители, учесници на ДАК, или од нашите сопотомци од детски домови. Носталгија. Сите наши 50 години што ги поминавме, назу ги видовме. Со радост и со солзи во очите. Друго ништо. Дали беше многу емотивен филмот? Како да не беше? Се емотивно што стана во наша трагедија во последните 50 години. Деца бегалци беме, а сега устаревме. Сега живеете во Отава и познат хирург сте, така?
живеем во Отава во последните 25 години, но преди тоа живеев во Унгарија. Во Унгарија порастев. Ако Македонија ми е прва татковина, Унгарија ми е втора и сега Канада ми е трета татковина. Ама дома се чувствувам во Македонија, во Скопје, во Охрид. Тука ми е срцето, тука ми е душата. Чекай, со закъснение од 10 години. Се извинувам да ве прашам. Реакција на филмот? Па воглавном го одразува нашето чувство од првата средба на децата бегалци, која беше навистина направена на еден народен, општи, вака македонски стил, начин, со чувство на голем патриотизам. Навистина е тешко да се искаже со зборови, меѓутоа задоволува еден факт дека има фактори во Македонија, има луѓе во Македонија чии интерес излегува подалеку од својот двор, својата куќа. Мислам на тоа дека има луѓе кои навистина мислат македонски, навистина го мислат минатото, сегашноста, па и иднината не само на Република Македонија, него на македонскиот народ, а тоа е најубаво се искажува преку таков вид филмови како што е овој, филмови од вид на документи, вистински филмови кои навистина ќе направат разлика во светот. Дали насловот на филмот одговара на содржината и што мислите за денешната состојба на нашите деца бегалци? Насловот одговара, меѓутоа има до насловот има и поднаслов, има и објаснување за in continue. In continue значи во продолжение. Овој процес не е завршен и ние ќе вложиме се од што ќе можеме тоа да го направиме, а да заврши овој процес. Јас верувам дека дури за време на нашето време ќе успееме во тоа. Само јас сум додена од Ресанска колија. Филмот ми се многу допадна. И такви филмови да нема повеќе такви трагедии, него да има радосни филмови. Се види нашето детство, барем нашите деца да живеат убаво. Филмот беше прекрасен. Дали вашите деца ја знаат историјата за вашето детство? Да, и знаат. И знаат и соживуваат заедно со нас. Ја знаат. Во соборниот архиепископски храм Свети Климент Охридски во Скопје, светиот архиериски синод на Македонската православна црква обслужи панахида за бесмртните паднати во граѓанската војна во Грција, за починатите во текот на изминатите децении од екзодусот и за сите други прогонети. Нека е за умрените, за паднатите борци и за децата кои умреа во домовите. Нека и за оние нашите кои се боре, а истовремено дојдат тука и се умрени. За сите нив кои на многу тежок начин и по тешкиот пат че кореа, за денеска ние ова да го одбележуваме. Јас се викам Марија Воденска, родена во Егејска Македонија, до Воден, селото Цакони. Низ во домско дете од Словенија. Ги бележам живите патишта на македонците со години и еве со книгата Раселени веќе оставам документ за овие сите настани. Сите сме возбудени. Тоа е сестри ми од домот од Бела црква, брат ми од Белград и многу други деца. Какви се вашите импресии од оваа света? Спомени големи, спомени од детскиот живот. Па пожелувам ние што го поминавме да не го помине друг, а сега што сме на ово, да си остане така.
да биде и уште подобро и нашите деца да не спомнуваат ние што го доживуваме денешниот ден. Каква е вашата импресија од филмот што туку го гледате? Само што заврши филмот и да ви кажам наискрено, јас немам зборови да објаснам колку трагично нешто беше доживеено таму. Таму го видов мојот сопруг Ставре Костовски, како мало дете побегнат и никогаш не вратен назад. Колку беше емотивен филмот, а колку историски и документарно направен? Мислам дека историски документарно направен беше доволно окупиран, меѓутоа има неколку добри факти испуштени, за кои се надевам накнадно ќе ги додадат во иднина. Кои се тие? Фактите, например, не беа доволно посетени до децата по домовите, каде што сите беа болни од туберкулоза или од други болести. Извинете, не можам јас. Зборувај со Стив. Беше воспитач. Стив, вие сега се гледате повторно со вашата воспитачка. После колку години? Ке поправам малку, не беше воспитачка, беше мајка. Мајка? Кој од моето село дојде заедно со неј од селото Трнав и ме гледаше цело време. Бела црква од 6 години па до ден денес. Мајка Стоја. Мајка Стоја. Прочуена е кај сите домци одека во Бела црква и во Република Македонија. Само да не живее малце појке, да ни продолжие вака, пак да се гледаме вака. Вие да ми сте живи. Мајка Стоја, на колку деца бевте вие мајка? На 50 деца сум била мајка од моето село, али кога дојдовме во Бела црква, значи децата беа разделени по пол и по возраст, така пак исто бев мајка на 45 деца и тоа беше само нокно време, а денјата, мислам, преку денот бевме сите заеднички. Ова средба за мене представува еден голем будилник. Будилник кој ги буди моите чувства, тие чувства ги имав и ги носам во себе 50 години. Чувствата на едно крваво минато, на еден трагичен пат, кој заиста ме подсеќаат и неговите овенати лица ме подсеќаат и ме печат, а неговите солзи, како малечки што беа, уште чинам дека во моето тело течат. Ето, оваа средба исто така ми представува едно голема радост и среќа што ги гледам повторно моите деца, возрастни, не се сега иствашени веќе мајки, татковци, дедовци, баби, и тоа ми е една гордост голема, се гордеам со нив и сите ми се академски граѓани. Тоа ми е гордост и на мене и на сите мајки што бевме водителки со тие деца. Колку години имавте тогаш вие кога бевте мајка? Јас имав 19 години и бев за време граѓанската војна и учителка во тие села, во Желево, па и како учителка си дојдов мамо. И тука си го оформив образованието и постанав и наставник дефектолог и си работев цел живот со деца. Овие деца ми се дел од мојот живот, а и дел од мојот работен век. Ви пожелуваме и на следната средба исто да присуствувате. Благодарам, само тие да ми се живи и здрави. Тие да ми се живи и здрави. И им пожелувам таму каде се преку океанските земји да ми ги поздрават сите мои деца. Оти има многу деца таму. Преку 200-300 се во Канада, во Австралија, сегде да ми ги поздрават и да им поручат моите најубави мајчински поздрави. Ова порака не биде мајко Стоја, ќе пренесем таму и ќе ги поздравиме сите. Рамно, Гоче, Кочо и сите други. Кочо, Мичо, Крисула, сите Вангел и сите натака. Името ваше, мајка Стојка? Јас се викам Јанковска Стоја, родена во село Рудари, Егејска Македонија. И вас ви благодарам што ме снимивте со моето дете. Сакам да ги поздравам сите во Торонто, знам дека овој пренос ќе го гледаат тамо, да им пратам една порака. Многу ми е жал што многу од нив не присуствува, меѓутоа со вакви вредни работни новинарки верувам дека оваа средба ќе се види барем во мал дел. Како се викате? Јас сум Трајко Пашои, живам во град Саботско во Воденската околја во Егејска Македонија. Со што се занимавате?
Сам издавач на вестникот Зора и сам член на секретаријатот на Виножито. Колку е лесно да се има вестник на македонски во Грција? Сега е доста полесно, но проблемот е на проширувањето. На дуќаните на гречките дуќани не го зеват да го прошируваат вестникот, да го бордават. И така го прошируваме рака по рака. Тоа е проблемот. Дали македонците во Грција сакаат да имаат информации да читат во вестникот ваш? Многу се интересират, не само македонците, туку и греците се интересират, зашто и тие се интересират да научат вистината. А сигурно македонците многу. Што мислите за оваа средба овде во Скопје? Оваа средба мислам дека не помага на сите македонци да се поврзат одново, да се поврзат духовно и политичко и да почнат да се борат малку потврдо, да се борат за правините. Посилно. Зашто мислам македонците не се борат колку што требе, па и затоа во цела Европа нема веќе друг народ кој не може да се врата во родното место. И причината на ова нешто е зашто македонскиот народ не се боре колку што требе. Дали не треба и македонскиот народ во Егејска Македонија, што е тамо како малцинство, да биде малце по-упорен во своите барања? Сигурно тој требе, но да знаете дека тој народ е најмногу мачен, најмногу заплашен. И затоа чекам малку повеќе активности од македонците во диаспората и од политичките бегалци, и од децата бегалци сигурно. Побегнаме на 25 март 48 година. Мајка ми го нацица од пазувата и ми го даде брат ми Симо. Кога си дојдовме преку Преспа, поминавме големи мајки, големи тешкоти. На сето тоа си дојдоме овде, одовде не пратија во Чекословачка. Гојдоме во Чекословачка, убо не примија многу тамо нашите. Ама после кога ми ја зедо во дечки дом, брат ми опуштија во Домашлице, тоа е зад Ползен Прага, онака, и мо сменеа името. Грците мо оставија Јанис Богас, да се вика брат ми Симо Козаровски, кој брат ми требаше да замени во Русија, кај татко ми, кој беше тамо ранет на лечење. И тој во тоа време друго дете сакаа да пратат кај мојот татко и кај мојата мајка тамо, а туѓо дете да пратат брат ми во Полска да пратат, а туѓото дете да пратат во Русија кај моите родители. Ама јас благодарение во Чекословачка од Пардубице, кај што бев на одговорнио, ме прати, ми плати пат све, ојду со две наши македонки. Ги заборев се имињата, едната е во Торонто, во Канада, која многу сакам да ја поздравам, ако види и ќе ме познае со овој случај, која таа две македонки ми помогнае и грците ми го влечеа од рамото, како што ме стегаше мојот брат, се срамеше од му вика Јанис Богас и тој не плачи бате, реков, кога дае, јас не те оставам, пари имам, ќе те зева, ви не те оставам да те владеат грците. Ама во тој момент, овие македонките ми помогнаа и пресликаме и направивме документите сите и мојот брат за 5 дена замина во Советскиот сојуз кај моите родители, кој сега се наодва овде во Скопје и гледа мојата стара 90 години мајка. Лани бев во Торонто, се погодив на средбата, која ми зачини големо задоволство и сакам сите што ги познавам тамо и кои ме познават и од село Оштима, јас сум Лена Козарова, на Пандо Козаров, на Митра Тупуркова. Сите да ги поздравам тамо и моите роднини, братучеди, Вујко, тетка, стрико, сите што се тамо и сите наши македонци што постојат. Што мислите за оваа средба на децата бегалци? Средбата е измислена. Многу е добра, се видовме со сите, со поранешни мои ученици што не сум ми видела со години, уште од како деца, они ме познае, ја не можев да ги познаам. Оти они пораснаа и остареа, а они мене повеќе ме познае него ја нив. Работев во детските домови во Румунија, во Радија, Синаја, Тулкеш, Букуреш и Флорика. Каква беше средбата кога ви се јавија вашите деца? Многу трогателна и многу жална. Што не се заборават
синоќа на програмата и на отварањето многу солзи сме преронале, зашто сме и гледале сликите што и преживеевме и што поминавме по сите тие трагедии и доживеевме уште еднаш, што не можевме да се смириме цела ноќ. Друго што да кажам, не знам. Имате роднини во Торонто, кого ќе поздравите тамо? Во Торонто поздравувам една многу најмила скоро сестра, Неделкова Веса со семејството, што многу не ми достигат, зашто ми се толку блиски и толку сакани. Не можам да зборам за нив, зашто многу и сакам. И бакнувам децата, мали, што не и познавам. И тоа ни направи разделбата, што не можеме да се видиме, што се далеко. Ви благодарам многу. Молим. Во рамките на оваа манифестација беше прикажана и балетската представа Македонска повест. На 17 јули на свечената вечера во големата хала на Скопскиот саем беа собрани преку 2000 македонци. Овој народен собир, меѓу другите, го поздрави и Џон Битов од Торонто. Кој за мене е един од најважните дела во мојот живот. Јас се родам во Торонто, Канада. Јас си придав, че македонски вопрос е жив и македонски вопрос е биде жив. Тук има и ќе биде целокупна Македонија. Ние, македонци, сте текука свети, да име денес, зашто својот наш име една свободна и демокрација држава. Не цела, ама един край. Ние, македонците, којто веруваме во таа Македонија и којто сте свички во тази зала, треба никој пат да забравиме тоа којто господин Григоров и темното правителство е даде за таа Македонија. Се наближува часот и денот кога ќе за прв пат заминеме за нашите родни места, а главната мета ни е воден.
Prema тоа, ве молам, бидејќи одиме сигурно во Воден, сакам да ве замолам да ги направиме списоците, малку е работата деликатна, ги молам прво гостите од Канада, еден по еден, да повелат лево на крајот на салата, кај што ќе направиме список, прво за сите од Канада. Сега ти право да возиш, нали? Ќе видиме, сличен пат нека ви. Благодарам. Дай ми то палко. Што очекувате од денешниот пат во Воден? Па, после години, после толку години, 50 години одење во егејскиот дел на Македонија, возбудени сме и што очекуваме конечно грчката влада и воопшто властите на Грција дека ќе не пуштат да одиме и да си ги видиме нашите родни места, да ги посетиме нашите роднини, пријатели и други наши македонски луѓе што се наоѓаат во тој дел на Македонија. Секако тие знаат каква е нашата национална свест и може да се случи све што, али ние ипак сме оптимисти и мислиме дека ќе не пуштат да ја поминеме границата од едниот дел во другиот дел на Македонија. Колку пати сте биле во Ошчима до сега? Не сум бил никогаш, од 48 година. Овој ми е прв пат да одам назад и ако ме пуштат, вештачките граници треба да се прекинат. Ово е 21 век. Такво нешто не би требало да постои. Јас сум од село Трна, Влеринско, избега на 8 годишна возраст и сега ми е баш многу мило да одиме повторо и тоа да им докажеме на луѓето дека еве и оние таму екзистираат и ние овде екзистираме. Дали сте оптимист? Дали ќе не пуштат? Ќе не пуштат? Се мислат ќе не пуштат? Се надеваме дека ќе не пуштат. Ова милицијата занесена да не улица. Еден има спред. Слушт не води. Така. Не води спред. Кажа на најголемите демократи на светот. Далечна е родната, чие се милосната, налекува детството, без споминато, спомен блажеността, народна куќата, спомен блажен мајчински, мајка не забравя.
скоро 2 сати веќе чекаме овдека пред грчката граница. Дали се уште сте оптимисти дека ќе влеземе внатре? Ние мислиме да влеземе внатре, со оваа демократска грцка слобода што име тие, не ми се верува. Имаме извештај дека 4 членови, врвен член на Сдруженијето на децата бегалци, се веќе вратени од границата и пошто јас спаѓам од таа категорија на луѓе и затоа мислам дека изгледа ќе ме вратат и мене. Ти си мисли Грција ќе ма земе. Име страх од македонците. Ние не направиме ништо душо. Име страх од македонците. Ти си мисли ние куза што ќе направиме таму. И тој ме да вина се прочитаме шиоме, ние се Canadian. We're not after nobody. Ние не носиме ништо, нема мобилно, некој нам направено ништо. Како така? Треба да не пуште. Одеден по-малку да не остане пустите. На глада да пустите. Зошто ве вратија? Ако пише По 3 години дете сум појдено во Австралија. Еве, не ме остаја, пред 5 недели бев преку Гевгелија ми е пушија. Еве, селото по арменско ми е писано. Пред 5 недели преку Гевгелија отидов, ме пушија и сега ми рекува дека тие погрешка направија. Јас му вела, како му вела, една држава му вела, две заклони имате, како може така да биде? Не, ете, ја. Тамо пише стоп, треба да чекат. Јабе, кој те викна? Ние развина веќе новинарското чувство што треба да снима. Е, ова, Елени Чепенџерче. Сега ве пуштија во Грција. Што ќе кажете сега зашто сте овде? Пукнаме 4 сати, чекаме таму и тоа не е нормално нешто, не е човечество. Ние не го правиме тоа нешто ниту на правдата. Вие од кое село сте? Овчарани. Ги дочекавте вака вашите роднини и пријатели? Пријатели се македонци, водени маме на средба, така за вие беганите луѓе што се, беганите истерани не га речеме. И сетне до дома зашто имаа проблеми, вели ги држат, ги мачат, ги пуштат, веле тој остава, тој не го остават. Сетне кај ги остават, кај не ги остават, тоа не знам. Дали било високите, нисоките, тамо не можеме да најме крај. Но пас полајмо на Господ, ни пушчија некои 50-60 души до сега нашли. И водени имаме и во селото и Линденски панаѓир од вечер. Може овде да тука не идеш. Сега опоминаме Горно Калник, па греме сега у Долно Калник. Двата автобуси од вкупно 3 што се обидоа да ја поминат границата, брзо ги голтеа километрите кон поставената цел Воден. Членовите на Виножито, како добри домакини, беа водичи на патот во автобусите и им ги покажуваа на некогашните деца по патните села во Леринска околија, кои тие и ден денес ги чуваат во своите сеќавања, онакви какви што ги напуштиле. Туа е златото што излегува црно. Ѓумуро. Сакаш да дојде чупето да снима? Ако сакаш да снимаш, ќе да пушчам. Ја? Сакаш да снимаш, јас ќе да пушчам овде. Не, гледа. Ја? Навистина ова е... Од овде не ќе можеш да снима, најдобро. Ова Од лева страна што е? Од левата страна е село Баница. Тоа. Значи песната што веме вратете се Баничани. Да. Ова. Гледате на автобусо, тука правата ова, кажу вар. Туа има фабрика што прави вар. Правеја, соде. Правеја, сврши варта. Не прават повеќе вар, ама стоат фурни. Тоа е за чимент, го кршат камено и прават чимент. Нема, още стоат вареници. Вареници стоят, ама не работат. Полно се вареници, од левата страна кој спулиш. Овие кјубурџиите
Беше това е кюро, това е от дърво. Не. Кој е факт? Не, горе ми се. Да, от десната. От дървото, от дървото. Зашто јас седем имам таму, велеше дека тој копаше. Още немаме стигнато. И едно мало село, убаво село, тоа е село Церево. Не. Сега кога ќе поминиме рампата, треба погоре од левата страна. По 1 километр. А? По 1 километр. Ова планина тоа е вамо. Тука оде. Па... Туа положани твои сарамас. Сега, слушај Жупо. Ја чујте сега тука. Тука сте викај. Од оваа страна, од десно, туа на пеца што седе напред на столо и е селото. Горно Врбини. Горно Врбини. Долно поминаме, ова е Горно Врбини. Ова е на пеца село. На пеце. Тамо живе. Тоа е Србишово тамо, за чели. Тоа е Тоа е Сорбич. Сега е Петерчкото езеро. Тоа е Петерчкото езеро, а има и село, тамо ама не се пусти. Имаме колоно, имаме не од колона. А мене Буковски. Не. Буковски Георгија од Дуков. Буковски што е секретар на нашиот комитет. Буковски и Буковски. Тамо и зерото е. Ако ќе се вртиме од другата страна. Ќе биде дневница тогашно. Васеле село. Едно месеци сакат. Ете тоа горе е планината Кајмачалан. На која што имаше големи возиво и од 33-та. Тоа пред нас? Ова сега време како Владово, за два планината отзади, Лутраки, как се веле на нашите? Божа. А? Пожарско. Пожарско. За тия планините отзади. Кој подолу? Кое место е ова? Владово. Не е още Владово, има еден. Ниното место е ова. Околија. Околијата. Тука има още 5-6 села поминува. Ама тие се надели. Ова се плантажи на цреши, така? Да. Има и јабалка, ама череши има по-круши. Владово е предводен, така? Да. Весе, Агра. Агра. Сега тука на лево ќе биде Буково, само Буково. Агра најгани. Агра, не се викаше. Владово. No, овој не се викаше, се најдеш во Чешка, беше Матица. Автобусот наш врве по градчето наречам или Владово село и после Владово веќе пристигнуваме у Воден. Едно го поминиме Владово и после... А како се овде појке наши или наши? Сите наши. Добро се. Зборува добро. Да. Ова е новата песна за децата бегалци. Ај, ќе видиме. Воденот подалеку го сликаме. Тука има една чешма, има вода убава.
Кажете му нека опитват нашите другари кои се туа и ја преземе таа работа. Да немаме никакви компликации или се мора држте се сите заедно. Сакаме да се вратиме. Сакаме сите да се вратиме назад, кога ме донокот будува, така да се вратиме. И не знам колку време, кој сакате сете имате своји луѓе, да останете овде, најте си, само кажете ни да не ве чекаме. Кој ќе остане овде, кажете ни да не чекаме ви. Ја, вие оставате? Не слушате? Сега ќе ојме на водопадите, па таму ќе сликаме поќе. Доста е воа, што сликаме сега. Легоме веќе накрил градо, град Воден, убав град Воден е, не знам, ово е Нофио град, а старио град Воден е подолу. А тамо има и антички работи. Не знам дали ќе поминеме по тамо. Старио град Воден е многу под водопадите тамо, бидејќи од многу големи поплави што имаше вода и градот се качи на високо место. Сега овој град е Нофио град Воден. Направо. Таму качу книги на лево и на лево. Значи и Ставре и Ристо помина, така ни беше речено. Костовски, Ставре беше. Ставре Костовски. Да, беше. А Ристо и Ристо Милјановски? Не, Ристо Милјановски беше, да. Остатица е Ристо. Остатица. Има кај да застане? Има. Директно таму ќе еш. Ето, Шкиро. Во паркино долу. Кој е Шкиро? Кај, тамо? Се фордоше до тоа. Тука е. Тука. 19. јули 1998 година, град Воден. Овде околу 100 деца бегалци после 50 години за прв пат се на својата родна грудка. Дали некојаш се надевавте дека вака македонци ќе дојдат тука во Воден? Па не стана надева и не, ама мислам, оти дојде времето, ама ќе бише да помините слободно сите. Не да ма малтретират толку сати. И сакам да кажам, за жал, грчката влада уште еднаш ќе го кажа неинто недемократично лице. Тоа е срамно. Пред 21 век Грција да праве такви работи негативни и за ња и за светот. Речemo na pesma, Речemo на pesma македонска. Сме многу радосни. Оти денес да причекуваме не как мислиме ние, ама ако то што реку. И тука и македонско, сегде и Македонија. Се наѓаме у наша земја и му благодариме и за во на господин Симитис што дозволи да се прави. Ние од во мала тука средба со сите вас, што е хумана, не е политичка, не е шовинистичка, не е националистичка, нема никакви таквие причини.
Години што избигате мали деца и денес се враќате со бели коси. Дедовци. И половините умрели. И други да загубени и умрени. Ние сакаме од вас средба да пуштиме и на бер не само на грчката влада и народ, на сиот свет. Като македонци сакаме да живееме со мир. Ние активистите тука, македонците човечки права и членовте по закон на вино жито, мислиме и сакаме едно, да има прво мир у Балканот, да има вистинска љубов меѓу луѓето. И тоа е нашата мисла и нашата што испаѓа од срце. И не играме на никакви политички игри. Оти знаеме колку гнасни са. Нашите мисли са чисти патриоти, чисти човечки. Ви благодариме од срце. Наш архимандрит, са княз, учитувани браќа и сестри кои работате дълги години во движењето во егејскиот дел за правата наши, почитувани браќи и сестри од Америка, Канада и Австралија, дозволете ми од името на сите и од мое лично име да ве поздравам на сите. Исто така ќе сакам да им благодарам на грчкото правителство што ни ја даде таа возможност за први пат после 50 години да се сретниме во нашата родна земја, во нашиот град Воден, сите заедно да се развеселиме и да ги спомениме нашите млади години. Сум уверен дека во иднина средбите ќе бидат уште поголеми. Ќе дојде време когато грчката влада ќе разбери дека не може да продолжи да не тера како кучиња по границите. Ние не сме деца виновни. Ние избегавме од нашите родни места малки деца од година до 12-14 години. Никаква кривина ние во нашата живот не направивме на оваа земја. Ние не сме против земјата, ние не сме против нацијата грчка. Ние заедно со грците. Грците беа тие што не прејдија и не истера од нашата родна земја. А истите грци денес не ни дозволуваат да влеземе во нашата родна земја. Ве молам, браќи и сестри, само трпение, ќе дојде време когато светот и самата Грција ќе разбери тоа што ни го правиат криво. Ви благодарам на сите. И сите виножито, сите што работате за ова, навистина, којто денес ние се најдеме кај вас и благодариме и ви носам поздрав главно од нашите тие братја кои беа вратени од Ристо Чачкировски, од Ѓорги Плуковски, Ѓорги Кизовски, Васко Панчаровски, Доне Раковски, кои беа вратени, ама оние се овде со нас и ние рековме да поминиме, да дојме овде и ви благодариме за оно тоа што дојдоа сите и од виножите што не пречекаја таму, што седеа со нас цело време за да се собериме и да дојдеме. Јас сум од Унгарија, од Будапешт. 50 години сум таму, 4-5 годишна бев од нашите села на Истераја. Ово не може да се заборави никогаш, но ние треба да се правиме нашата работа, нашата земја не може никој да не земе. Никој. Ние тука се родивме и нашите деца тука треба да гледат и тука да се огреат
родното на мајката, на таткото, на дедовите, на бабите ни наши, нашето родно место да си огледаме. Како се чувствувате сега во Воден? Кој пат вие сега што доаѓате? Дали ви е први пат? Први пат тука идам. После колку време? 10 години. Како се чувствувате? Многу убаво, благодарни сте за све. Јас сум Павле Стребеновски од Австралија и благодарам многу за пречек овде што не пречекавте попот вино жито. И благодарам на председател на Грција Семити што не остави да влеземе, го пукнаме мразот, може да влегуваме сега слободно, ви благодарам. И поздравувам сите во Австралија и сите овде што се наоѓаме. Зашто вас ви се насолзени очите? Ми е жал прв пат што идам тука во нашата земја Македонија. Јас сум од село Дреновени, Костурско, живеам во странство, во Германија. И сега, кој идвавме со автобусот, многу требаше да чекаме и многу наши што ги вратие, мажи и жени, и моја маж го вратие, зашто се пишеше селото Черешница. И тоа ми е многу жал, а друга страна ми е мило што сме тука, ама треба сите заедно да бидеме и да биде тука слободно. Ние не сме никакви криминалци, ние сме луѓе што сме родени тука и сакаме со грците исто заедно да се дружиме, да се зборуваме нашиот слободен македонски јазик, грцки јазик и по другите народни републики што ги науковме, слободно, без разлика што си, што не си, сите сме луѓе. I feel sorry. These people, I 50 years live the country and I'm not allowed to come back in my country. Why not? What I done to the Greek government? I'm born here and I die here. And they got no right to stop me anywhere in the border. And I can go far, I can go to Australia law, to European law or United Nations. Why they stop us 4 hours? And why they send half of us back? That's all I can say. Thank you, Mr. Semiti. Wake up and do a little bit better than this. See you next year here. Можем да се уредале. Ето македониката и ксаре. И денес и утре. Тоа е Островско езеро. Тоа е едно езеро, исто е, ама не е поделено. Таа беше 80. Во една колкото беше во целиот Балкан. Аре се тука, нема гај. Опа! Се скрши нешто, знаеш. О, стигна бе. Хајде бе. Чест. Речем на сестра. Маталецкото езеро, не така знаеме. Тоа е чисто македонско село тука патри, нема други луѓе да живеат, грци или не знам што. Може да има некои македонци што да си велат оти се грци, тоа е друга работа. Ама и се чисти македонци. Говорите тука македонски? Сите говорат, нема проблем, можете да се разберете со кој сакате, а таму седните, ако сакате ги се порачате на македонски език. Ете овдека во Овчарани, сега е 10 саат навечер и стигнаа двата автобуси од Воден.
и сите присутни сакаат да присуствуваат на Овчаранскиот фестивал. Като каниш, то едното. Рисна 38-та, Христоза, родината, милката, хайде родия. И цар македонски, войска водеше, войска македонска, роди Гърция. Гърците си сгрешили, натушиха си Македония, на сърцето догажи. Пале цар македонски. Длабоката ноги во Овчарани ја параат тапаните и зурлите и песните македонски. Стотици луѓе и од соседните села, Сецина, Крошоради, Попадија и други беа пристигнати. Македонско оро се виеше насред село. И песната беше македонска. Сите генерации македонци пееа и играа. Вечера што за гостите ја организираат членовите на Виножито, децата бегалци се фатија во оро помеѓу младите овчаранчиња. Играа и пееа за сите млади години кои ги поминаа во тугите земји. За сите своји роднини што го дадоа животот во борбите на Вичо, кај Макчалан, Пиперка. За сите пријатели што останаа на границата. За сите други деца во целиот свет да не ги снајде нивната судбина. Заплака, мила снao, si prorona sonda, za sudaka, luka naša, za jedinstvo kramata, za jedinstvo kramata. Amo sviđu Makedonci, stari mladi ovčarci, Ajnici pesmi peja, Ušćeno oro igraja, I nigde ne majka sloveja, I odrado sam cironeja.
su istore se predava, carta sola e si univa, solidarietà figurati, fredda, le macedozi, sono i tegnas, le macedozi. Io sono in Saguria, ma in città che passi o sta via, nella zona sta Macedonia. Поминаме се скрчи вразо. И со тоа сме овде. Малу, ама дојдовме. И благодарам на сите. На 22 декември 1998 година во Скопје, Република Македонија, грчкиот министер за надворешни работи Теодорос Пангалос при својата прва официјална посета на Скопје изјави дека во Грција не постои македонско малцинство. Меѓународната организација за правата на човекот Human Rights Watch во последниот годишен извештај повторно ја критикува Грција за непризнавање на постоечкото македонско малцинство во северниот дел на земјата, пишуваат атинските весници Танеа и Катимерини од 11 јануари 1999 година. Во овој извештај Грција се критикува затоа што на националните малцинства не им се признаваат политичките и верските права, при што се наведуваат некои примери на прогонство на членовите на политичката организација Виножито, како и продолжувањето на практиката да не им се издаваат визи на македонците кои ја напуштиле Грција за време на граѓанската војна.